Почитувани, во модуларната болница живи и изгореа 14 лица. Тогаш Венко Филипче беше министер за здравство, а Кочо Ангјушев, чија компанија ја градеше болницата, беше вице-премиер во истата влада на Заев. Епилогот од ова е 1 година затвор и символична одговорност на периферни и неважни ликови за овој случај. Но воедно, додека Филипче е министер за здравство, се случува ковид криза, каде животите ги губат десетилјади наши сограѓани. Имаше целосно отсуство на протоколи, на ресурси и вакцини за успешно справување со ковид кризата. Констатацијата би била дека ова беше елементарна непогода во целиот свет, но додека оваа елементарна непогода се случуваше во целиот свет, само во Македонија Венко Филипче договараше провизии за себе преку набавка на вакцини од Кина. Градеше хациенда на водно од компанија која победува на тендери во клинички центар и му се случи погромот на онкологија, каде главен и единствен профитер беше веледрогеријата Пановски. Ке подсетиме, Филипче преку фирмата Стабри Интернешнл од Хонг Конг, формирана само 3 месеци откако СДС дошле на власт во 2017 година, сакаа да купат вакцини од 100% поскапо од тоа што ги плаќаат другите држави. Додека другите држави купуваа кинески вакцини најмногу по $30, Филипче сакаше преку посредничка фирма да плати $62, што е најмалку 100% повеќе. Во ек на пандемија, Филипче не можеше да набави ракавици, маски, средства за дезинфекција, а да не зборуваме за набавка на вакцини. Не само што последни набавивме, бидејќи Филипче сакаше да си прави бизнис и да ги набавува од фантом фирма по двојно поскапа цена, туку и оние што ги добивавме на почеток беа на база на донации. Почитувани, заради лошото менаџирање на Филипче во здравството, граѓаните одеа во соседни држави за да се вакцинираат. Заради лошото менаџирање на Филипче во здравството, починаа приближно 10.000 луѓе. Заради лошото менаџирање на Филипче во здравството, бевме на врвот во светот по смртност од ковид по глава на жител. Дали Филипче и за ова не чувствува вина? Додека нам не лажеше дека само што не стигнале вакцини, Филипче зад грб сакаше да печали на маката на граѓаните. Ако Заев беше главниот ограбувач на народот, неговата десна рака е Венко Филипче. Венко Филипче во ковид кризата се однесуваше како воен профитер. Луѓе умираа, а тој печалеше на вакцини, тендери и договори во 4 очи. Затоа денес Венко Филипче нема кредибилитет. Тој е само продолжена рака на криминалот на Заев. СДС е синоним за криминал, предавства и корупција.